Почитувани гледачи, добра вечер и добре дојдовте. Како што веќе гледате, подготвени сме да го почнеме најновото издание на вестите на едентава, односно Централниот дневник. Со Јадранка секако вниманието ќе го насочиме и кон најновите вести од судот, поврзани со амнестијата, меѓутоа и кон обраќањето на председателот Иванов. Имаме и гостин. Да, гостин ќе биде колегата Томислав Кежаровски, кој беше суден во случајот ликвидација. Да видиме како он ги доживува сите овие амнестии, на разни начини што се одвиваат во овие недели. А председателот Иванов имаше годишно обраќање, овој пат бојкот имаше од претеничката група на ДУИ и од министрите. Колку што се сеќавам, за 2 децении постојано една партија бојкотира или повеќе партии годишно обраќање на председател на држава. Да, како што стана традиционално како што е традиционално обраќањето на председателот на државата, традиција стана и ова бојкотирање, да. Ова ќе биде се дел од вестите, секако имаме и вести од светот и вести од спортот, почнуваме веднаш. Иванов се уште се надева дека пратениците ќе ја отфрлат преспанската спогодба. За неговата амнестија вели дека била помирување преку помилување. Според Константинов и Груби, добро е што Иванов си заминува. Милошовски порача дека прислушувањето на председателот е срамно. Кривичниот совет при Основниот суд Скопје 1 ги амнестира организаторите на иницијативата за заедничка Македонија – Бетмен, Дамовски и Јовановски. 15 новинари ќе ја тужат државата. Ќе бараат надоместна штета за 27 април. Мијалков и Викендов останува во шутка. Дома си заминаа Божиновски и Јанакиевски. 25 годишно момче загина во пожар за трговскиот центар Рамстор. Тројца се повредени, кај едно лице интервенирала брзата помош. Во болницата во Ниш почине уште една патничка од автобусот што излета од патот во близина на Лесковац. Бројот на жртвите се искачи на 5 мина. Го почнуваме централното информативно издание, секако со обраќањето на председателот Ѓорѓе Иванов. Тој се уште се надева дека парламентарното мнозинство ќе смогне сила и ќе го послуша гласот на народот и со тоа ќе ја отфрли преспанската спогодба и амандманите за промена на уставот. Во однос на амнестијата за 27 април, Иванов ги праша парламентарното мнозинство и премиерот која е разликата меѓу помилувањето што тој го потпишал и амнестијата изгласана во собранието. На ова беше ставен фокусот на шефот на државата и неговото годишно обраќање денеска пред пратениците. Цената на преспанскиот договор е превисока. Со него македонскиот јазик не е заштитен, туку е изложен на нападите на оспорувачите кои обидувајќи се да го избришат или преименуваат, вршат пресија врз македонскиот идентитет, рече Иванов, повикувајќи ги пратениците да не гласаат за уставните измени. Прашањето за името и идентитетот е постаро од секој устав, од секоја влада, од секоја партија. Постаро е дури од државата. Ниту еден поединец од ниту една генерација нема право да тргува со тоа име и со тој идентитет. И денес, од ова говорница, се уште се надевам дека ова парламентарно мнозинство ќе смогне сила и ќе го послуша гласот на народот и ќе ја отфрли преспанската спогодба и амандманите за промена на уставот. Според Иванов, законот за јазиците ќе ги блокира институциите. Која е разликата меѓу моите помилувања и вашата амнестија за 27 април, праша Иванов. Ако вие законот за амнестијата го донесовте заради пратениците со цел да ви помогне над уставните измени, јас го потпишав за да ги разоткријам вашите вистински цели и намери. Дека ова амнестија не е за помирување, туку за уценување. Со вакво помирување не може да се помири македонскиот народ. Но законот го потпишав и поради патриотите чија ненасилна љубов кон татковината очигледно била злоупотребена за други цели. Останува дилемата како да ја заштитиме демократијата од лажните вести, конструкциите и фабрикуваните случаи институционализирани преку УБК. Се плашам и да помислам колку фабрикувани документи од УБК биле основа за конструирани дела, рече Иванов. Трпев и закани. Има јавни личности кои јавно повикуваат на линч и убиство на председателот и неговото семејство. Постојано ми стигнуваат информации дека врз основа на устна наредба
Повторувам, устна наредба се врши следење, снимање и прислушување на председателот на државата, на членовите на неговото семејство и членовите на неговиот кабинет. Како и неколку пати претходно во минатото, така и сега УБК се користи како алатка за конструирање на лажни случаи со цел реваншизам, гонење и уцена. Тоа е машинерија за делегитимизирање на институциите на државата. Како што впрочем неодамна почувствувавте, УБК е еден од главните инструменти за вршење уцена. Говорот на Иванов беше проследен со гласни реакции на пратениците од владеачкото мнозинство, кога шефот на државата рече дека со попис без графа за етничка припадност македонскиот народ станува табу тема. Слушам за родители кои веќе се плашат и се прашуваат дали да им пеат македонски песни на своите деца, за да не им бидат жигосани како шовинисти. Слушам за автори кои се прашуваат, ве молам да ме сослушат. Иванов потенцираше дека Европската Унија и НАТО значат безбедност, сигурност и просперитет, но без реформи во правосудството, безбедност, образованието, здравството, тешко дека Македонија ќе ја оствари својата европска идеја. Говорот на Иванов не го слушнаа пратениците од ДУИ. Да, ова беа едни од главните поенти на кои беше ставен денеска фокусот во обраќањето на председателот. Интересно секако е тоа дека власта и опозицијата всушност различно, односно сосема спротивно го доживеа ова денешно негово обраќање. Вообичаено од парламентарното мнозинство иди мнозинството, доколку председателот е нивен кандидат и обратно, нели? Така се движат драматично различни оценките на годишното обраќање на председателот на државата. Значи, овој пат, бидејќи председателот беше Иванов од кандидат на ВМРО ДПМН, тие оценки се совпаѓаат, но ова е интересно што го кажа, дека со устна наредба во УБК бил следен. Мислам дека за ова треба да реагираат и од Управата за безбедност и контраразузнавање, а има и собраниски комисии кои се надлежни за контрола на УБК. Да, токму кон тоа всушност беше и насочена реакцијата на Антонио Милошовски. Во продолжение ги гледаме изјавите на Милошовски, на Костадинов од СДСМ и на Артан Груби од ДУИ. Посебно загрижува е и денес за прв пат го слушнавме во историјата на Република Македонија од еден председател на државата дека тој и неговите соработници имаат сознанија дека врз основа на устна наредба Управата за безбедност и контраразузнавање ги следи комуникациите на председателот на државата, на неговото семејство и на неговите блиски соработници. Доколку е ова вистина, тогаш може да се смета како еден голем минус кој што создава правна несигурност и политичка несигурност не само за председателот на државата, туку и за секој еден политичар или граѓанин. Ова е последно обраќање на човекот кој недостоинствено и на штета на државата ја извршуваше функцијата председател. Ѓорги Иванов не успеа и нема да успее да го попречи напредокот на Република Македонија. Најдобрата вест денес е што Иванов брои ситно, најситно можно. Несреќата на нашата држава си заминува скоро. На Иванов би му завидел и Чарлс бойкот и предлагам глаголот бойкотирам да се замени со зборот Иванов, затоа што со своите дела и со своите недела, уште повеќе со своите недела, се надмина и себе си, го надмина и Чарлс бойкот и брутално ја наруши волјата на граѓаните и уставот на Република Македонија. На Иванов единствено нешто што може да му го кажеме денес е чао.
Продолжуваме со уште една тема, односно информација која што го одбележува денот. Тоа е дека Богдан Илиевски, Борис Дамовски и Владо Јовановски се тројцата нови амнестирани за настаните од 27 април. Тоа доцна денеска попладне го одлучи кривичниот суд. Според обвинението, тие се товареа дека на протестите со говори го подпалувале народот. Овој прилог кој го погледнеме нешто малку подоцна, сега за почеток ја гледаме и изјавата која што е следна по сценариото од новинарот колега Горан Трпеновски. Веста е дека 15 новинари кои известуваа од собранието токму на 27 април минатата година покрена иницијатива за тужба против државата за надоместна штета. Вела дека комуницираат со правници и дека е можно тужбата да биде проширена и во граѓанска постапка за да се утврди одговорноста на поединци. Вела дека засега се 15, но иницијативата е отворена за сите новинари, фотографи и сниматели. За каква иницијатива станува збор? Денес покренавме иницијатива за надоместна штета, односно според члена 166 од облигационото право, сите што беа присутни во пресалата за време на организираниот напад на собранието на 27 април, сниматели, новинари, покренуваме иницијатива и да ја тужиме државата поради непреземањето или преземањето на одредени дејства од институциите кои што доведоа до таа ситуација. Ова иницијатива затоа се и повик до сите, не само новинарите, снимателите, фоторепортерите, туку и до вработените во собранието кои што беа на работа да се приклучат на иницијативата за понатака да побараме нашите права кои што беа загрозени, бидејќи ние бевме тамо на работа. И мислам дека нашето известување и снимателите и фоторепортерите, нивите снимки додека не беа искршени камерите и батериите на мобилните, придонесоа да не ескалира ситуацијата. За сега се околу 15 новинари, но ево и во моментов ми звонат на телефон, се приклучуваат уште повеќе иницијативата. После празниците со правен тим, ангажирани адвокат, деталите ќе ги разработиме. Начелно трошоците за адвокат нема да ги плачаме, туку ќе треба нешто да се плати за солидарно сите што ќе ја поддржат иницијативата за покренување на тужба. Зошто после една година? Па се чекаше разврска на целата ситуација. Случајот за 27 април е пред крај, завршни зборови, има амнестии, не навлегуваме и не правиме компромис што како институциите, владата се договориле за амнестија за целиот тој случај. Ние не правиме компромис, ние сакаме нашето право што беше загрозено, човеково, уставно право, сакаме да некако да го надмириме, некоја сразмерна вредност да најдеме. Да истуркаме правдата и за нас. Па се надевам дека и ќе истуркаме правдата за нас, бидејќи новинарите не верувам дека државава ќе биде радосна за ова, но нас тоа не ни интересира и сакаме правдата за нас, новинарите, снимателите, фоторепортерите, односно медиумските работници, да не заборавам некој, да се истурка правдата до крај и една за секогаш тие слики што се случија да ги нема и повеќе е како порака да институциите, дали со преземање или не преземање на одредени дела, да не прават слични работи, бидејќи ако сега сите помина неказнето, што останува понатока може слично да се случи, никој да не одговара. Да, ова беше разговорот на колешката Весна Велкова со Горан Трпеновски во однос на тужбата која што новинарите ја најавија против државата за 27 април. Знаете дека Јадранка Сомена е во студиото, веќе ни се придружува и колегата новинар Кежаровски. Добро вечер. Новинарите се повторно најбунтовни, еве и сега со оваа најава за постапката што ќе ја водат. Ние со Тоа е месеци нашата улога. Тоа мислам дека тоа треба да биде така. Ние со месеци Кежаровски протестиравме за да бидеш пуштен да се браниш
во домашен притвор и од Да бидам, да се бранам во домашен притвор. Да. Протестиравме со месеци, дојде едно соопштение од судиите или од што дека сме вршале притисок. Како ви делува сега Не, јас ова што се случува деновиве? Ова што се случува деновиве, дали е тоа амнестија, помилување, помирување или како и да се вика, јас не знам, мислам, не знам што и како и да го толкувам сето. Тоа е навистина грозно ми делува целата оваа работа. Судот се загуби во ситуацијава, судот, специјалното јавно обвинителството или кој да ги гони, без оглед обвинетите во целава оваа постапка. Да дадете некому помилување, да дадете амнестија, судот да го ослободи од притвор. Оној кој што е организатор на сите овие настани, каде што имате условно ето, ајде, јас не можам да го квалификувам тоа. Кој мислите организатор така? Според обвинението се, нели беа господинот Чавков и останатите. Добро, тој не е амнестиран. Меѓутоа, и да беше и под услов, и господинот Чавков да е во ситуација во организатор. Оние што ги отворија вратите, им дозволија на условно потенцијалните извршители да направат тоа што го не умеат. Така. Ве погаѓа ли вие сте правосилно осуден во случајот ликвидација? И помирувањето е чин некој си ета да пред. Како јас сега дома да објаснам, ета да се помириме или да им простат, еве прашајте ќерка ми, дали може да им прости на некој кој што условно истата таа обвинителка Лилја Стефанова ме држеше во притвор. Замислете колку месеци замислете кога ме пушти во домашен притвор, веднаш го обжели решението со забелешка дека сум дошол дома во добра здравствена состојба и со домашните сум наздравил со чашка ракија. Тоа беше образложението на почитуваната Лилја Стефанова да ме вратат повторно во притвор. Дали јас сум се напил од ракијата, она апсолутно немаше врска. Сега ги гледате во друга улога со поинакви аршини. Знаете како, многу ми е криво. Многу ми е криво затоа што јавноста може да добие впечаток дека заради условно подпишувањето, заради имплементација на Преспанскиот договор, дека во оваа ситуација главните, да речем, главните кои што ќе придонесат за негова имплементација се Крсто Муковски, Василевски и оние, нели, сите амнестирани. Не е вистина. Главните кои што ќе придонесат за условно, доколку дојде до реализација на Преспанскиот договор, се семејствата како моето семејство, семејствата на Кежаровски и на сите неправедно осудени. Вака се. Ние го струшивме режимот. Има стотина кои се сметаат дека се осудени правосилно во политички мотивирани процеси. Да, не можам сите да ги наведам, ми е страв некого ќе испуштам да не. Но сите тие кога се бунтуваа против претходната влада, претходниот режим очекуваа да добијат шанса да ги за повторено судење. Но оваа нова влада повеќе е стало да речам... Не, јас не навлегувам во политичката ситуација. Политичката дека не имаме амнестија на оние против кои протестираат тие. Јас лично, после сугестија на колегите новинари, нели, во тој, да речам, во тој иницијативен одбор беа од МИМ, од Сдружение на новинари, од синдикатот. Значи, кога тие ми предложија после пресудата да побараме помилување, ние како семејство одбивме. Прво јас, после сопругата и ќерката. Најмалку што ми требаше амнестија, најмалку што ми требаше помилување затоа што јас ништо не сторив. Уште повеќе што нема од кого да побарам. Ама еве овие ќе добијат шанса за аболирање. Тоа се за мене криминалци, ништо повеќе. Но Кижаровски, наместо вие за оваа година и пол да ви се овозможи со нели во правна процедура да ги докажете својата невиност, доколку можат во сите тие стотина случаи нели за кои зборуваме, приоритет стана оние против кои протестиравме за чии криминали. Да. Она што ми е важно, мислам што сакам да го споменам е дека замислете сега имаме една ситуација во која што пратениците Муковски, Василевски и не знам кои, сите тие се веќе неосудувани.
Јас сум правосилно осуден. И тие како мене се правосилно осудени. Што ние сме криминалците, тие се честните. Дали можете да се вработите вие во државна администрација? Па ако бидејќи сте правосилно осуден. Она што пред малку го рековте. Замислете, 5-та година чекам од Врховен суд да се произнесе по жалбата. Тие молчат како риба. Молчат. 5-та година. И сега веќе, знаете што? Од вчера реков вака. До сега, кога одев во Врховен суд, пошто има постапка тамо, јас не сакам да се појавувам, нели? И таква е постапката, си ја почитувам. Од пријавница прашувате горе по телефон, не ни знаете кого прашувате тамо, до каде ми е предметот, кој број, не ни кажувам за кого станува збор, кој број е предметот, тој не е решен. Добро? Сега, јас сменив тактиката, вчера вака прашувам. Ќе ми кажете за колку години ќе го решите случајот? Пошто не знам. 5-та година чекаш. 5-та година чекам. Дури јас и во една прилика јавно и пред да речам министри реков, да не ги именувам. Реков дека и на Фејсбук го напишав. Се слагам. Значи јас со цела моја морална и било каква одговорност. Се слагам. Да ми ја одбијат жалбата со образложение дека сум виновен, само да ми го дадат предметот. За да можам да ги искористам меѓународните институции да си ја побарам правдата. Дефинитивно нас овдека во Македонија ни останува само надеж за правна и праведна држава. На Мијалков ќе му останат милиардите, на Орце Камчев ќе му останат бизнисите со криминални работи, на Муковски ќе му останат тендерите, набилдени тендери со наши државни пари, на Камчевска ќе останат сите оние гардероби купени со картички, со државни пари, а нас само ќе ни остане надежта дека некој пат ќе имаме правна и праведна држава. И јас никој пат, ниту моето семејство, не беше за тоа да се влезе во притвор и да се оди тамо со месеци како што мене го. Меѓутоа, ако има основ, јас не бев за тоа, ако нема основ, да се оди во притвор. За никого не сум. Меѓутоа, овде како ги имаме докажување на целата работа, и замислете вие ги пуштаат од притвор. Ајде бе молам. Така, ајде овие правни последици. Како правосилно осуден, Кежаровски, не можеш да се вработиш во државна администрација. Ако ми побарате за неосудуваност, вие ќе го вработите Крсто Муковски, пошто он ќе ви донесе сега дека не е осудуван, дека е пратеник. А јас што ќе ви донесам? Дека сум осудуван заради нешто за што ослободив луѓе од вина. А што бидна со случајот ликвидација? Вие еве што видно. Вие на некој начин пласиравте информација заради која ве затворија дека заштитениот сведок е инструиран и лажен. И на крај тоа и се покажа. Од пред 6 месеци и апелација по трет пат го потврди сето тоа. По трет пат веќе сите тие се на слобода, одамна се на слобода. Само јас нели затворска казна 2 години, среќа имавме притисок. Јас благодарејќи на притисокот на колегите, благодарејќи на притисокот на Европската унија, излегов надвор. Јас можеби уште ќе бев затоа што се уште ги чувам длабоко некаде скриени по раките дека ќе бидам осуден на 7,5 години затвор. Надежта, рековте, останува, надежта последно умира. Јас се надевам дека и ова парламентарно мнозинство на крајот само инсистирам ќе овозможи сите оние процеси за кои тие тврдеа во опозиција дека се политички монтирани, шанса да си ја докажат невиноста. Јас упатувам апел, не знам дали другите, оние условно колеги со кои што ги делевме затворските кели во тоа време. Упатувам апел до пратениците. Никој пат повеќе да не го користат зборот режим. Ама никој пат, затоа што веќе тие режимските слуги се веќе на слобода и сега ќе ни се подсмеваат нас. Не. Кој во бегство, кој на слобода? Ние, кои што бевме неправедно осудени, имаме ексклузивно право да го употребуваме зборот режим. Пратениците, ниту еден повеќе да не, мислам, јас не би сакал да слушнам. Зашто немаат морален кредибилитет да го кажат тоа. Ако дели требаше, до сега постоеше закон дека ние живеевме 11 години во режим и дека сето тоа барем ќе ги вратеа или ќе се обидеа преку судска постапка да се вратат на почеток на судење. Дали
ќе излезе јас како виновен или нели ќе ме ослободи од вина, тоа е Се бара ирелевантно. шанса за повторно судење, ние тоа говориме. Во тие процеси секој ќе докаже ако Па кажете ми каква е таа правда и правдина ако обвинителката за која што Европската унија, Европскиот комитет и Стејт департментот рекоа дека е политички монтиран случај, мојот. Истата таа обвинителка, наместо да биде да и бидат одземени сите ингреденции, да биде истелана на улица, никој пат повеќе да не се занимава со право, вие ја ставате од обичен обвинител, ја ставате во специјално обвинителство. Истражната судика, наместо да, знаете како, тоа во нормална држава, ма никој пат повеќе со не со право, него таа нема да ги помири са вратите на судските институции. И таа наместо да ги одземете сите права, лиценца, да ја скинете дипломата, вие ја ставате да предава на младите во академијата. Што сакате од тоа? Кежаровски, јас ви благодарам, го разбирам сиот гнев, не само ваш личен, но луѓе поминаа семејни драми. Преку Кежаровски, верувајте ми, ви се колнам зборува обичниот човек. Затоа што милион пораки се за тоа. Денеска, после најавата дека ќе гостувам кај вас во емисија. Отвори ја душата, отвори го срцето тоа. Да, ти го отвори срцето и душата, но потребно е некој да ги слушне овие, како да наречам, Јас рескриција. Искрено, вината не ја префрлам во политичките структури, колку што ја префрлам во судот и во обвинителството. Тие се виновниците. Тие се виновниците за се што ни се случува. Ако немавме корумпирани судии, ние немаше да имаме корумпирани полицајци, немаше да имаме корумпирани политичари. Ние имаме корумпирано судство и по тој основ имаме цело општество корумпирано. Благодарам што беше гостин. Ви благодарам за поканата. Ке имаме можност и понатаму и во друга пригода, затоа што јас мислам дека оваа тема треба да ја буткаме упорно. Тема се разговара со денови, со неколку минути е. Добро, ама во континуитет. Сега нешто за некои што беа амнестирани, така? Да, во продолжение ќе го погледнеме прилогот со деталната информација за тоа дека денеска попладне беа амнестирани организаторите на иницијативата за заедничка Македонија. Богдан Илиевски Бетмен, Владо Јовановски и Борис Дамовски добија амнестија. Ќе бидат слободни граѓани без обврска за собраниските инциденти да се појавуваат во судот. Единствено од организаторите за заедничка Македонија Игор Дурловски не побара милост. Но кривичниот совет на Скопска единица не им даде политичка слобода на 14 обвинети, откако обвинителството за организиран криминал го оцени дека не треба да бидат ослободени. За сите решенија согласно законот обвинетите имаат право на жалба во рок од 3 дена до повисокиот суд. Кривичен нема одлучено за 37-те барање за политичка слобода. За само еден опфатен за крвавиот четврток, Скопското обвинителство дало согласност да биде амнестиран, а за 36 мина обвинителите оцениле да не бидат ослободени. Од 66 фатени за упадот во собранието, јавното обвинителство за 50 мина дало негативно мислење, ако нечината одлука за тоа кој да биде амнестиран ја носи судот. Вчера политичка слобода добија 12 обвинети, пратениците Крсто Муковски, Сашо Василевски, Љупчо Думовски, Љубен Арнаудов и Јохан Тарчуловски. Ослободени се и вработените во кабинетот на екс-председателот на собранието Елена Доцевска, Божиновски, Иван Цветановски, браќата Стефан и Михаил Младеновски кои во судница ја откри организацијата за упадот, Захарија Симоновски, Митре Петроповски, како и Илија Славевски добија милост од државата. Екс-директорот на УБК Сашо Мијалков и викендов ќе остане во шутка. Судија на претходна постапка утврди дека мислењето на специјалното јавно обвинителство со кое даваат согласност да оди во домашен притвор не било уредно и го вратиле во обвинителството. Од судот информираа дека откако ќе добијат уреден предлог ќе поднесат одлука ќе донесат одлука дали Мијалков да оди од шутка во домашен притвор. Мијалков претходно понуди 1 милион евра, како што се сеќавате, гаранција за да се врати дома. Одлука се уште се чека и за осомничениот Тодор Мирчевски, исто така обвинет во случајот Империја, кој меѓутоа денеска не беше споменат во соопштението од апелација. Инаку денеска попладне од шутка по речиси 2 месеци излегоа и Кирил Божиновски и Милејана Киевски, двајцата обвинети во Титаник, но воедно и Зорица Арсовска и Ненад Јосифовиќ осомничени во Империја. Со нив барем засега заврши низата на укинати притвори по предлог на специјалното јавно обвинителство, која инаку започна вчера со бизнисмените Орце Камчев и Цветан Панделевски.
Поранешниот премиер Никола Груевски е забележан во лобито на луксузниот хотел Four Seasons кој се наоѓа во центарот на Будимпешта. На фотографијата може да се види како тој сурфа на интернет. Тој откако избега од Македонија на 13 ноември преку објава на својата Facebook страница соопшти дека е во Будимпешта каде побарал азил кој набрго потоа и го доби. Груевски и натаму се бара со меѓународна потерница поради издржување затворска казна во земјава. Месец и половина по бегството се уште нема информација како избегал во Будимпешта, но доби политички азил и се уште ги троши народните пари. На рочиштето за случајот Траекторија беше соопштено дека неговите адвокати и за овој случај го откажале полномошното, па повторно доби адвокат по службена должност. Се сеќавате, ова претходно се случи и со предметите ТНТ, Титаник и насилство во општина Центар. Неодамна председателот на собранието Талат Джафери пак изјави дека се додека има мандат ќе му биде исплаќана и пратеничка плата, која ќе се намалува за 5% со секое негово отсуство. Пратениците денеска попладне со 63 гласа за и 1 воздржан ги изгласа измените на кривичниот законник. Гласањето помина без дебата, а пратениците од ВМРО ДПМН ја напуштија собраниската сала кога таа точка дојде на дневен ред. Со интервенцијата во членот 275В, која се однесува за употреба на постапката за јавен повик, се отвора можноста осудениот за труст Василија Авировиќ и неку син на пратеничката Владанка Авировиќ да добие условна казна наместо досудената од 3 години затвор. Измените во овој член може да влијаат исто така и на намалување на казната на бизнисменот Сеат Кочан, кој во јули годинава беше осуден на 6 години затвор за случајот. Од СДСМ попладне реагираа преку соопштение наведувајќи дека измените во кривичниот законник се во согласност со стратегијата за реформи во правосудството и нема да влијаат на застарување на предметите пред судовите. Оттаму тврдат и дека овие измени биле усогласени со верзијата што ја предложи и владата согласно планот 18, но и стратегијата за реформи во судството. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски сега помалку верувал во специјалното обвинителство откако се формираше, но пред новинарите на брифингот не сакаше да каже освен дека удел имале последните одлуки за куќен притвор, но и бегството на Груевски. Спасовски не откри како обвинетиот за собраниските инциденти Александар Василевски Нинџа добил полициска значка, но тврдеше дека Нинџа не бил под капата на МВР. Александар Василевски Нинџа официјално немал статус на вработен во МВР, а министерот за внатрешни работи на денешната неформална средба со новинарите не откри како тој ги набавил пиштолот и службената значка. На новинарските инсистирања, министерот Спасовски рече дека значката би можела да биде украдена или некој од внатре му помогнал да ја набави, но категорично изјави дека обвинетиот Нинџа не е дел од МВР. Што се однесува на одговорноста на вработените во министерството, министерот најави дека по празниците ќе почне ветинг постапката, во која ќе се утврдува дали некој работел спротивно од процедурите или учествувал во некакви криминални дејствија. Ќе се чешла персоналното досие на секој вработен, неговата имотна состојба, како и личниот интегритет. Министерот Спасовски рече дека очекува опозицијата да негодува, како што негодувала со идејата да се формира надворешна комисија за надзор на МВР. Информираше дека очекува и наскоро да биде реформирана управата за безбедност и контраразузнавање и дека ќе биде сместена надвор од кругот на министерството. Новинарите сепак најзаинтересирани за бегството на Никола Груевски, но и за можноста на бегство на оние чиј притвор денеска и вчера беше заменет за куќен. МВР нема надлежности да постапува без налог или наредба од судот, повтори Спасовски, а во однос на оние кои сега одат во куќен притвор, министерот не сакаше да одговори дали стравува од нивно бегство, но објасни дека службеници на МВР нема да ги чуваат цело време, туку само ќе ги посетуваат за да го потврдат нивното присуство. Прашан за довербата во специјалното јавно обвинителство, Спасовски рече дека помалку верува во институцијата од моментот кога се борел за нејзино формирање. Конкретни причини не сакаше да наведе, но потврди кога беше прашан дали бегството на Груевски и последните одлуки за куќен притвор имаат удел во намалената доверба.
25-годишно момче загина во силен пожар што избувна во центарот на Скопје за трговскиот центар Рамстор. Се запали деловен објект, поточно сервис за гуми. Експлозија на боца најверојатно е причината за пламената стихија за која постоело голема опасност да се прошири и на околните живеалишта. Тројца се повредени, а кај едно лице интервенирала брзата помош. Трагедија во центарот на Скопје. Пламените јазици со кои повеќе од 1 час се бореа пожарникарите одзеде еден млад човечки живот. Станува збор за 25-годишен маж кој работел во продавницата за гуми, местото каде што избувнала пламената стихија на улица Јордан Мјалков. И покрај обидите да го извлечат, пожарникарите не успеале во тоа. Пламените јазици беа избиени надвор од кровот на објектот и постоеше опасност за зафаќање на соседните објекти. Како што може да забележите, они се блиско едно до друго залепени. Беа поделени колегите на 3 сектора кои со несебична пожртвувана работа успеа да го сопрат ширењето на пожарот, но на жалост во текот на рачистувањето внатре во самиот објект беше пронено тело на еден човек вработен во самиот сервис. Од противпожарната бригада велат дека експлозија на плинска боца е најверојатно причината за пожарот. Од она што ние можеме да го видиме на лице место, најдовне 2 плински боци кои најверојатно биле користени за грејење, едната беше целосно оштетена и постоеше дури опасност со нејзина експлозија. Беше на време извадена надвор од објектот, така да причините ќе бидат утврдени дополнително од климтехника. Според очевидци, околу 13 часот слушнале силна експлозија, а потоа виделе пламени јазици кои брзо се прошириле. Соседите видно вознемирени не сакаат да зборуваат пред нашата камера. Позади неа ни раскажаа дека добро го познавале момчето, бидејќи често поминувале и одале во продавницата за гуми каде што тој работел. На местото на настанот, противпожарната бригада интервенирала со 8 возила и 22 пожарникари. А во болницата во Ниш почина уште една патничка од автобусот што излета од патот во близина на Лесковац на 16 декември, со што бројот на жртви од несреќата се искачи на 5 мина. Ова се официјалните информации од Министерството за здравство на Србија. Починатата цело време била на апарати за дишање на интензивна нега. Останатите 5 пациенти кои беа со потешки повреди и 4 со полесни повреди се пренесени во Македонија. Автобусот на струшката компанија Евробус на 15 декември во 19 часот тргнал од Битола за Виена и нешто по полнок се превртел во близина на Лесковац. Во несреќата се сеќавате дека беа повредени 35 луѓе. На местото на несреќата загинаа 3 патници, а 32 беа повредени. Истрагата на српските власти за утврдување на причините за несреќата и натаму е во тек. Ги издвојуваме најзначајните вести од светот. Претседателот на Косово Тачи го потпиша указот за 3 закони со кои започнува трансформацијата на досегашните безбедносни сили на војската на Косово. Русија пак заврши со изградбата на ограда долга 60 километри на границата на Крим со Украина. Претседателот на Косово Хашим Тачи го потпиша указот за 3 закони со кои започнува трансформацијата на досегашните безбедносни сили ФСК во војска на Косово. На церемонијата на потпишувањето во кабинетот на Тачи присуствуваше и командантот на косовските оружени сили, генералот Рахман Рама. Претседателот рече дека денешниот ден е значаен за косовската држава и им честита на припадниците на војската и на народот на Косово. Тој им се заблагодари на Соединетите Американски држави и на сите земји сојузнички кои го поддржале Косово во процесот на трансформацијата на ФСК во војска. Законите за Министерството за одбрана за ФСК беа усвоени на 14 декември со гласовите на сите пратеници во собранието на земјата, освен на оние од партијата на косовските срби Српска листа, кои се категорично против формирање оружени сили на Косово. Русија заврши со изградбата на ограда долга 60 километри на границата на Крим со Украина. Оградата е опремена со различни сензори и видеокамери за ноќно следење, а според извештаите била проценета на околу 200 милиони рубли. Од Кремљ велат дека оградата има за цел да спречи шверцување на оружје, тутун, алкохол и дрога во Крим. Русија го анектираше Крим од Украина во 2014 година.
Тензиите меѓу двете соседни земји се разгореа откако руските сили на 25 ноември запленија 3 украински воени бродови во Керченскиот теснец, велејќи дека украинските бродови ја нарушиле нивната граница. Поранешниот телохранител на председателот Емануел Макрон, Александар Бенала, користел дипломатски пасош при деловни посети на Африка, пишуваат француските медиуми. Од Министерството за надворешни работи на Франција велат дека истражуваат какви правни чекори да преземат доколку се докаже дека Бенала продолжил да го користи дипломатскиот пасош откако во септември пред француските сенатори изјави дека го оставил во Елисејската палата. Во јули тој беше отпуштен од страна на председателот откако се појави видео снимка на која носи полициски шлем и како што изгледа напаѓа демонстранти за време на протест на 1 мај. Делумна блокада на американската влада веројатно ќе продолжи во текот на наредната недела, во време на ќорсокак, во врска со финансирањето на зидот со Мексико. Дали да се финансира зидот е проблемот што го задржува донесувањето на буџетот. Сега се чини дека двете страни прифаќаат дека спорот ќе продолжи во 2019 година, велат американските медиуми. Спорот за финансирање на зидот остави стотици илјади службеници од јавната администрација на неплатено отсуство или не знаејќи кога ќе бидат платени. Во одјавата на Централниот дневник уште информациите за тоа што гледате во продолжение на нашата програма, веднаш по временската прогноза, односно метеоблокот на колегата Славчо Поповски, кога гледате најновото издание на Спорт 1 емисија овој пат со колегата Дамјан Николовски, негов гостин е Горан Ѓоргоновски, поранешен ракометар со кој што ќе зборуваат за амбициите, но и можноста за успех на Македонија на светското првенство во Германија и во Данска. Веднаш потоа се враќа во студиото колешката Јадранка Костова заедно со екс-министерот за надворешни Александар Димитриев и Мерсел Билјали, аналитичар, ке зборуваат за досегашното председателствување на Ѓорѓе Иванов, го поставуваат прашањето какво наследство ни оставија 10 години, односно председателот со најдолг стаж во Република Македонија. Вестите се во 22:30. Ви благодарам за вниманието, се гледаме подоцна.